Со недостиг на кадар, стари и дотраени возила и опрема, македонските пожарникари секој ден ги ризикуваат животите справувајќи се со огнените стихии. Против пожарната бригада на Скопје во моментов број 180 пожарникари, а само во 2023 година изгаснало околу 2000 пожари. Од почетокот на годинава имале 600 интервенции, што е нетипично за овој период, а командирот на Скопската бригада Звонко Томевски вели дека иако бригадата се соочува со недостиг на кадар и стара опрема, сепак успеваат да одговорат на повиците во град Скопје. Дополнителен проблем е тоа што и дел од сегашните пожарникари во наредниот период заминуваат во пензија. Се надевам дека со новата централна власт ќе добиеме конечно согласност да вработиме нови пожарникари кои ни се неопходни за да ги извршуваме работните задачи. Мораме да бидеме подготвени за летниот период кој што не очекува, да можеме да одговориме и на сите потреби. Возилата се во состојба да секојаш бидат подготвени да излезат на терен и да одговорат на стари се трудиме да ги одржуваме во најдобра можна кондиција. Ние не сме добиле долг период, можам да кажам од 2011 последното возило кое сме го добиле од тие средства. И затоа очекувам во наредниот период да имаме разум и да се набават такви возила како што ни се потребни, за да можеме да одговориме исто така на потребите на граѓаните на град Скопје и на државата. Градоначалничката Даниела Арсовска не ја гледа вината кај себе за лошата состојба во која се наоѓа противпожарната бригада, која е под нејзина надлежност. Вели дека буџетот на град Скопје, кој патем надминува 70 милиони евра годишно, не бил доволен за да се вложува во противпожарната заштита. Затоа што не сме доволно децентрализирани, обврската за тоа паѓа на централната власт да прелее средства, кои што би требало да бидат соодветно буџетирани за да може да се покрие ова што е за нив неопходно. И тоа за жал гледате дека досега не било пракса дури и во делот на обезбедување на физичките, односно капацитетите од аспект на човечки ресурси за нашите пожарникари да имаат доволно можности, односно да можат да ги опслужат сите територии кои што ги опфаќаат. За станата пред пожарникарите, градоначалничката зборуваше и дека 15 години тие немаат нови униформи поради бирократски процедури. Очекува поништувањето на сегашниот правилник да биде исто така меѓу првите прописи што ќе ги смени новата влада, како и одобрувањето доволно средства од буџетот за нови вработувања. Инаку на денот на пожарникарите признание и благодарници добија пожарникарите што изминатава година се истакнале, а изборот го направија нивните колеги.